Dobro večer, počituvani moji sopартици, симпатизери, членови на други партии од Сојуз за едината. Ми представува едно задоволство што вечерва тука сум оваков број со вас да споделам влез во кампања кратка од разбирливи причини што добре ја познавате причината. 2,5 месеца бевме во отпор од граѓански парламент, маршеви, се оно што се случуваше. Меѓутоа, за тоа нема да зборувам вечерва, зборувам неколку пати кога доаѓам тука. Сега сакам да кажам, многу пати сум бил во избори од 98 година, па нааму сум постојано во изборен процес. Дали сум водел сектори, шеф на општински штабови, шеф на регион двојка, дали као кандидат во 3 изборни циклуси, меѓутоа никогаш досега на третиот МУП не сум видел волку луѓе. Тоа јасно ми дава снага дека во овој момент, без разлика со какви методи се служија во изминатиот период, не цепеа, не делија, не пуштија против кандидати, 3 листи не пуштија, правеа што правеа, меѓутоа никогаш повеќе не сме заедно сплотени со една единствена идеја. На 24 март да излеземе да кажеме не на ова власт. Зошто кажам не? Бидејќи гласејќи на 24 за број 42 Зоран Дамјановски кандидат за градоначалник по трети пат и гласејќи за листа на советници Сојуз за едината предводена од господинот Димитриевски Максим, кажувате не на владење на ова власт 7 години. Гледате што се случува. 7 години се на власт, прават нон-стоп кампања против владење на Социјалдемократскиот сојуз, кога можеби некој дете се родило тогаш кога дошле на власт и сега пише во латиница, а они уште зборуваат за пропусти на Социјалдемократскиот сојуз. Јас од моје име сакам да упатам неколку пораки на граѓаните, бидејќи тука имаме се нас медиуми, дека не се добиват избори само со лажни антипропаганди и кампањи. Кажете ми, пријатели, што направите за 7 години пред се за Кубанов? Нема да се враќам на тоа што било, сакам сега во моментот да ги лоцирам некои клучни точки во оваа кампања и сакам да ви кажам дека ова е првиот дел од кампањата. Значи сега работиме по штабови, средба со наши членови, симпатизери, подржувачи. Од утре почнува вториот дел кампања каде сите наши тимови, советници, видни политички личности од политичкиот живот на Социјалдемократскиот сојуз и Сојуз за едината и јас како градоначалник по секој дом ќе отидеме со пропаганден материјал, програмата, она што е визија за наредни 4 години, се што прави една разумна кампања, значи се она што го брендира Сојуз за едината и Социјалдемократскиот сојуз, ќе влеземе во секој дом да ја понудиме нашата визија. И тоа ќе се случува се до 22, ве повикувам на 22 на завршен митинг градски плоштад, сите оваков број, уште поголем, да направиме вовед во една нова победа на 24, победа за Сојуз за едината, победа за Зоран Дамјановски и победа за Македонија. Бидејќи на таа победа да направиме еден поголем дел од мозаикот на главната слика што се вика победа на ниво на Македонија и вовед во новата развршница на политичката голгота во Македонија. Денеска слушам се спогодиле Николи Читачи. Србија дефинитивно направи разумен потез. Нашиот лидер уште води инае со сите нас, со граѓаните, со опозицијата и дефинитивно треба да се каже не на оваква политика на централна власт и да гласајќи за Сојуз за едината докажеме и покажеме дека изминато времето на преродбата заврши, дајте нов пат, просперитетен, проевропски Република Македонија. Ова е референдум во Република Македонија. И да се обединеме како вечерва што ве гледам, сите заедно со вашите родини, пријатели, 24 број 42, Сојуз за едината. И сега би сакал да кажам нешто што е од локален карактер. Почитувани мои пријатели, почитувани присутни, и гледам овие денови узурпирани се сите медиумски простори. На секоја телевизија се само нивни реклами, па и нивните кандидати.
излегуваат и кажуваат некаква програма. Еден кажува ќе прави стадион Филип II во Куманово, другиот кажува ќе прави Диснейленд во Студена вода, не знам какви све неветувања кажуваат, не почитувајќи ги правилата, што значи буџетирање, што значи лимит во општински буџет, што значи развојна програма. Значи дефинитивно луѓето излегуваат и на народот нудат се. И пазите, пред 10 дена имав шанса да го видам лидерот на ВМРО, кога ги собра сите кандидати за градоначалници, вика, пазите, вика, што обеќате народ, немој да ги лажете. А излегуваат со такви мегалопроекти, што мислам дека тоа дефинитивно ни се вклопува во картата на буџетот, ние можно, ни па наши се тие ингеренции. И дефинитивно сакам да кажам дека тоа што го зборуваат, не сме немале програма, ние од Социјалдемократскиот сојуз, а имале програма. И тој, еден, не би го рекол новинар, квази новинар, па имаше чувство на одговорност и сам вика, па како вика, нема програма, а ве победува 2 изборни циклуса. Дефинитивно сакам да ви кажам, ние излегуваме со јасна програма. Таа програма вечерва ќе ви ја кажам во кратки црти, а од утре ќе ви биде достапна во секој дом и онака како што е запишена, бидејќи вие добро знаете. Зашто сте со мене? Вие сте со мене и со нашата листа, бидејќи во изминатите 2 циклуса оствариме повеќе од 85% од ветените проекти и оноа што го гледате, па заклучно е овој булевар и се оноа што го измени, видоизмени ликот на Куманово е дело само на оваа политичка опција. Јас само ги спроведувам заклучоците и визиите кои заедно како политичка опција ги градеме за Куманово. И сега тука би сакал да кажам неколку точки од програмата која вие кои се занимавате со политика, кои ја пратите нашата работа, ќе ја разгледате и можеби во наредниот циклус таа програма не е Библија, ќе трпи измени ако има приоритети за граѓаните од Куманово. Мојата програма не е 100 чекори. Он има 100 чекори, 10.800 проекти и ако направија такви проекти, Македонија ќе беше Лас Вегас, а не ако појдеш од Табановце до Гевгелија 2 аута нема да видиш на пат, а не да Боже да задеси темница во Источна Македонија, нема да знаеш кај да се ориентираш и кај да отидеш. Таква Македонија ја прават 8 години. Јас на мојот град понудив 2 сегменти. Едниот е општиот интерес на граѓаните, односно капитални инвестиции, за кои верувам дека сите вие сте заинтересирани повеќе, и другиот е локален карактер, оноа што местната заедница и местното население го засега како приоритет. Во првиот сегмент, главна точка во мојата програма е економскиот развој. Вие знаете дека Куманово беше град на индустрија, град кој беше најразвиен индустријски град со 18 компании, над 40.000 вработени и кој го правеше најголемиот процент на GDP од тогашна Македонија во склоп на бивша Југославија. Меѓутоа, после транзицијата се случи она што Куманово во моментот има 10.800 вработени на 120 жители. Сега, сметам дека локалната самоуправа, меѓу тоа што се грижи за локалните проблеми, комуналната инфраструктура, социјалата, спортот, културата, образованието, основна двигателна сила на општеството е развојот на економијата. Затоа првите 2 точки за мене се главни: развојот на индустријската зона во Режановце, во Речица, до Лукоил, 60 хектари површина за 60 мали фирми кои општината го има земјиштето во својата во менаџирање и после избори одма ќе го пушти како процес на лицитирање. И во нашата програма е изградба на пристапни патишта, пристапна комунална инфраструктура, изградба на канализационен систем со подсветителна станица, водоводна мрежа и ќе партиципираме заедно со ЕВН во дотур на енергетика, односно електрична енергија и евентуално поможност гасификациони инсталации за да можеме да имаме ефтино производство. Што е суштината? Суштината е да на тој простор не како они што прават економски зони за Субата Рој и белосветски мангупи, суштината е да понудиме на нашите бизнисмени. Ние имаме овдека над 5.000 луѓе кои работеле мако трпно 10 години на гурбет во Афганистан и Ирак, кои има свој капитал и кои треба да градат својата иднина во економско развиено општество. Нашата цел
да ја намалиме социјалата, да го дигнеме достојанството, економскиот развој и гордоста на комунскиот граѓани. Втората точка од мојата програма, таксативно не ги редам, меѓутоа главна поента е економскиот развој е изградба на палионица во Аторот до Добрашане. Јас како председател на Североисточен плански регион, тука е Паланка, Кратово, Раковце, Нагоричани и Липково, успеа во изминатите 2,5 години преку Европската заедница, поточно Чешката држава, да направиме физибилити студија во која се вклопува изградба на палионица за цврст отпад. Целиот отпад од Куманово ќе биде спалуван, ќе се произведува 10 мегавати електрична енергија на час, топла вода за раноградинарско, оранжериско производство и ќе има 70 милиони евра инвестиција и 250 нови вработувања и ангажман на сите наши фирми. Тоа е мојот концепт за развојот на овој град. Значи, да добиваме електрична енергија, да направиме еколошки проект и тоа е направен, значи, моментот за распишување на јавно-приватно партнерство, бидејќи тоа се огромни инвестиции. Јас не верам дека Куманова ќе го прави тоа. Тоа се европски пари, европски фондови и тоа за екологија и за енергетика е приоритет во сите нивни агенти. Тука е изградба на Чернобеско ќоше, бидејќи уште се натегаме околу доделување на тоа земјиште. Тоа е земјиште на РМ со мали некои парчиња кои има уште експропријација, изградба на комерцијален и административен центар каде ќе биде новата зграда, а доле ќе има трговски затворен центар и каде ќе имаме нови 150 на 200 вработувања, изградба од 7 милиони евра на објект, исто со јавно-приватно партнерство. Значи, посочувам извор на средства и посочувам динамика и изработка на тие проекти. Цевководот Куманово, Липково, 16,5 километри, поточно 16,5 километри за дотур на нова количина на вода до филтер станица од димензија ФИС 780 за 500 литри до 600 литри во секунда, бидејќи Куманово, знаете, страда во летните периоди. Во моментот нашиот цевковод кој е пред 50 години не е димензиониран за таква голема количина за потреба на Куманово, со тоа ќе се дефинитивно обезбеди стабилување на вода. Исто е тоа проект кој е регионален, кој исто го правам преко Североисточен плански регион како председател и тој проект е направен. Јас зборувам за целни проекти, направени проекти, поставени проекти на маса. Мои почитувани пријатели, од ова место користам прилика да ги повикам, бидејќи овие денови ќе имаме и дебати, дека јас зборувам за конкретни работи. Не зборувам за некои мистични работи, некои измислени работи, нешто што не може во Куманово да се спроведе. Завршување на базенот и аквапарк е исто така приоритет на сите наши млади луѓе, граѓани за кои спортуваат. Изградба уште на 2 спортски сали е нашиот приоритет. 3 градинки за нашите деца, бидејќи имаме нова млада популација, луѓето треба да се ангажираат во работни процеси, а децата да бидат згринути. Реновирање на школи, реновирање на фасади во централно градско подрачје, изградба на кратки шеталишта каде ќе имаме враќање на духот на старото Куманово. Тоа се главни општи инвестиции, односно капитални инвестиции за општи интерес сите граѓани. Јас кога би зборувал во некои други местни заедници ги отварам проблемите на комуналните проблеми од локален размер. Овдека во ова насоба немаме многу отворени проблеми. Една-две улички кои беа проблематични се во завршна фаза, некои се завршени. Имаме потреба од реконструкција на постоечката патна структура која е во вашата близина и која ќе биде во тековно одржување на инфраструктура во Куманово. Ние имаме намера во наредниот период во првите 2 години да завршиме со градба, а во вторите 2 години да направиме комплетна реконструкција асфалтна на целата градска инфраструктура со можност, зависно од тоа, и да формира јавно предпријатие Куманово патишта кое ќе се одржува и ќе го работи тој проблем за интерес на граѓаните. Нашата визија оди натаму да створиме богат, достојанствен и горд Кумановец. Кога зборувам во таа насока, нашата социјална политика која ја направиме таква да се гордееме во цела Македонија. Ние имаме единствена социјална програма каде сите стечајци и приматели на социјална помош од пред 1 година, потоа нема полна година, продолжува и ова година, ќе продолжи наредни години, примат субвенции за ѓубри и за вода, имаат стечајците бесплатен транспорт во автобус,
за 2 дена и се она за да го направи граѓанинот кој е така во една тешка социјална положба, да го направи достојанствен, колку толку да му ги олесниме оние основни трошоци. Поддршката на Порака наша, која е единствено таков вид над 18 години. Тој е единствен град кој дава субвенции за нешто за кое е надлежно Министерство за труд и социјала. Ќе продолжи и ќе го збогатиме и ќе го прошириме. Идејата за да правење на дневен центар на Порака наша на место на Барам Шабани, каде што е постоечкото, е во тек измена на проектна документација, изгледа на нов центар. Сакам тука да истакнам и некои два сегменти за кои Куманово се гордее. Куманово минатата година постана град на култура. Во Париз добивме награда која е 2 пати доделена на Балка. Еднашка за Црна Гора на министрот Жагар и 12-та година на мене како началник на општина која направи најголем подем во развој на културата. Тука ќе направиме уште поголем опус на действија и активности за да Куманово живее културно. Не е само да се зборува за осветлување и тротоари. Куманово треба да биде горд и достојанствен град. Ние сме најголема локална самоуправа. И кога зборувам за спортот, не е милата моја тема. Сакам да кажам дека во минатото имавме спорт кој беше на дното и се бореше, или не се никако бореше за обстанок во било каква лига. Меѓутоа, во последни 2-3 години направиме достојанствени тимови. Еве, утре се бориме за Final Four во Балканска лига, најаката лига во кошарка. Влегоме у УХФ во Ракове. Женскиот Ракове да играше женски куп меѓународен. Значи, полека на сигурно и борачките спортови, велосипедистите. Значи, се поддржува секој можен сегмент од спортската активност. Училишниот спорт, атлетскиот полигон во вашата близина кој е изграден над Соколана. Се е тоа во служба на развој на рекреативен, масовен и училишен спорт. И сакам да истакнам дека поддржувајќи ова наша програма, поддржувате се она што е гордо, достоинствено, просперитетно Куманово. Ајде на 24 закружите 42 Зоран Дамјановски, 42 Соји Стежината, Максим Димитриев. Задржувате за Македонија просперитетна!